Добре ни дојавте, почитувани гледачи, го започнуваме новото издание на емисијата Неделен микс. Се фокусираме на културата и во ова издание со навистина многу интересни гости. Мојот прв гостин е визуелен уметник, графички дизајнер со посебен фокус на книжевната илустрација. Основач е на креативното студио Метафора. Неговиот талент го потврдуваат добиените награди за најдобар дизајн на корица на книга, а поводот за неговото гостување е новата збирка илустрации и текстуални минијатури Метафора, жито, какол и парчиња стакло, која беше проследена со изложба на дигитални графики од циклусот Метафора. Марко Трпески, добре дојде во Неделен микс. Добро ве најдовте, благодарам Марија пред се за поканата и за можноста повторно да позборуваме околу тоа што е актуелно за Метафора. Марко, ете пред се честитки за твоето дело, како што спомнав, се сеќавам пред можеби повеќе од 3 години, ако не се лажам, 2,5 години сигурно, направивме интервју по повод твојата збирка Метафора, а сега циклусот некако се продолжува со новата збирка илустрации и текстуални минијатури. Колку се различни, а колку се сепак слични двете книги? Па, во поглед на сличностите, тие структурно наликуваат една на друга многу, заради тоа што двата основни градбени елементи се илустрација и текстуална минијатура. Текстуалните минијатури се некој сопатник на илустрациите, некогаш си молчат заедно, некогаш си зборуваат, некогаш се огледуваат едни во други, некогаш и си се лутат. Суштински ја спомнувам вака хронолошки заради тоа што илустрациите беа и во двата случаи оние кои настануваа први. И во одреден миг бара свој глас. Јас бев некако чувствував должност да им го донесам тој глас, да вокализирам на место нив, и во двата случаи тоа беа текстуалните минијатури. Во поглед на различноста, првата, белата метафора или метафора поглед за догледалата, се обидуваше да дзирне во позадината на екзистенцијалниот вакуум и да ни покаже низ призмата на хуморот како автокорективен модел колку сме кршливи. Имаше некоја тенденциозна критика таму, додека оваа друга книга е книга која што е помирна и јас милувам да ја наречам и книга огледало, заради тоа што во суштина таа содржи едно вистинско огледало во себе, кое што би требало да биде момент кој што ќе биде и момент и место во кое што ќе се огледа читателот и толкувачот, каде се наоѓа во поглед на илустрациите кои што ќе ги сретне внатре. И значајно е да напоменам дека дури и критиката забележува дека оваа збирка и позрела стилски. Една рамка која што е значајна да се спомене е тоа што се обидов да си дадам некако креативно ограничување или барем водилка, а тоа е овој пат да се обидам да пишувам поезија и да користам рима низ целата книга. Да, и некако ги истражуваат длабочините на индивидуата, како што го спомна ти, огледалото, мноштвото на јасто, на себноста, а колку е тешко и специфично да се продре во индивидуата. На крајот и секој да тргне од себе, да погледне длабоко во себе. Колку е тоа тешко и специфично? Веројатно тоа е најкомплексниот процес кој што ни се случува перманентно низ целиот животен циклус на една индивидуа, заради тоа што тоа е процес кој се обидува да се адаптира или се прилагодува на промените на ниво на индивидуалност. Не сум сигурен дека имам доволно компетенции теоретски да навлезам во тоа колку е тешко или квантитативно колку е тешко да се продре во индивидуата како општ поим. И верувам дека делото, било кое уметничко дело, има за цел да се себе истражува, да биде некаква автотерапијска алатка која што ќе ни донесе увид барем во себе лично. Така да индивидуата како таква не е место до кое што имаме јасни одредници. Тоа се слоеви на различни информации, фрагменти од конструкти кои што ги учиме со текот на времето, така да верувам дека процесот е многу комплексен. Од тука Метафора се обидува да не суди низ страниците, се обидува да истражува на база на архетипски алатки или бар да ги понуди како одредници за читателот или толкувачот да
полесно се снајде во истражувањето на себе си или барем во огледувањето на тоа каде се наоѓа, како што споменав, во однос на илустрациите кои што се понудени во книгата. А секако знае да искритикува. Има делови нели и во самата книга кои што ти ги истражуваш, меѓутоа и како визуелната слика и пишаниот збор да водат диалог меѓу себе, кој што знае малку и да искритикува истиот. И за кои теми сакаш да си гласен, да искритикуваш, и за кои теми сите ние како заедница би требало да сме гласни? Оваа книга, тоест втората збирка на илустрации и текстуални миниатури, метафора жито, каколи парчиња стакло, нема тенденциозно вметната критика. Сето тоа се случува на некое несвесно ниво, веројатно од порив да дојдам до момент кога јас ќе си ја слушнам сопствената критика за себе си, за разлика од првата збирка каде што тенденциозно се обидував низ хумор, како што реков, како автокорективен модел да критикувам одредени аспекти на живеењето. Веројатно јас сум гласен или најгласен сум кога молчам и кога создавам. Овој пат молчев за нешта кои што ги подзабораваме. Критикуваме, да, секако критиката е значајно, но е само конструкт доколку не е слушната од другата страна и доколку и може да биде разорувачка доколку се стреми само кон уништување и рушење. Така да суштински се обидов да не биде толку експлицитно изразена и да срочам архетипи кои што ќе бидат податни ориентации, како што кажав за читателот, да се пронајде себе си или барем да насети што тој кај себе си би искритикувал. Некои такви поетички замки. Да тргнеме од себе прво, нели, секогаш што е најважно. Секако. Колажите се исто така фасцинантни, поттикнуваат различни чувства, и смеа, и тага, и видливо е дека те инспирира надреализмот како правец, исто така те инспирираат и Макс Ернст, Рене Магрит, Бексински, но зошто токму надреализмот како правец? Мислам дека пред едно 10 години, уште додека бев на студии на Академијата за графички дизајн, надреализмот ме најде мене. Тогаш прв пат се сретнав со делото на Магрит, формално, иако претходно, веројатно сите сме забележале негови дела ширум интернетот и така натаму. И тогаш бев возбуден од тоа што се случуваше на ниво на подсвест во моментот кога се обидов да анализирам едно негово дело, конкретно е Son of a Man, во кое што има едно така податно јаболко пред акт на еден човек и обидите беа да се протолкува што Магрит сакал да ни каже. И тогаш веројатно беа првите чекори несвесни кон надреализмот. Од тогаш не се откажав од него, иако јас не референцирам претерано кон надреализмот заради тоа што оскудни се моите теоретски познавања, заради тоа што тоа е многу длабоко движење кое што функционирало и се уште живее, иако е во затишје едно 120 години, 120 години беше нели од јубилејот од манифестот на надреализмот минатата година. Да, како правец, зошто токму те инспирира? Како правец, суштински, ме привлекува заради тоа што е еден од ретките кои што го вклучува сонот во својот референтен систем, дозволува сонот да биде изразно средство или азбука во творештвото. Од друга страна, ни укажува дека постојат тајни, невидливи врски помеѓу еден поголем ентитет и се е сочинето прецизно. Иако нам во некоја наша договорена реалност не изгледа малку поинаку, кога сме кај Ернст или кај Магрит, можеме да ги погледнеме техниките кои што се интересни како надреалистички манир, например, Ернст не учи дека од различни аспекти на живеењето, тоест колажирањето, може да создадеме нова приказна која што ќе биде азбука, која што ќе ги одгатнува нашите внатрешни митологии. Од друга страна го имаме Рене Магрит, кој што со една јукста позиција на обични секојдневни предмети отвара филозофски прашања и посочува на символи кои што ги подзабораваме. Од друга страна Бексински, тој е, иако формално не припаѓа на надреализмот, тој е
по мене еден од најподатните примери на сликар на сноликото, иако кошмарно, сепак тоа е онаа страна која што не потсетува дека темнината и светлината работат заедно непрекинато. Така, да објасниме корицата на самата книга. Она што го забележуваме дека твоето име е некако ставено тука настрана, едве може што се вели да се прочита. Зошто е тоа така? Метафора за малку ќе завршеше во фиока, уште на првата пред 3 години. Навистина. И обидите се да моето име да не и пречи на автономијата на книгата. Од моментот кога ја создадов, имав и планови да ја да го изолира моето име и воопшто да не биде таму. Нема ни биографија, така да мислам дека јас бев еден вид на медиум на сето тоа што е вклучено во овие книги, затоа што речиси на ниво на автоматизам се создадени и двете. Иако првата беше малку поплански, овдека имаме речиси баш надреалистички автоматизам кој што некако ме испразни, понесе од сето тоа што се создало некаде назад во подсвесното или на ниво на некое несвесно. Така да тенденцијата со името е таа да стојам понастрана, да не сметам на содржината на книгата и да си има своја автономија. Па, навистина, необично и интересно. Во секој случај, критиката, критичарите, сите се со пофални зборови за самата збирка, и јас како читател, можам тоа да го потврдам, навистина, сето тоа е толку необично изработено, составено, а еве и писателот и книжевен критичар Владимир Јанковски за книгата ќе каже: оваа книга, всушност, станува книга што ја истражува и екзистенцијата на нашето време. Толку обседната со сликите и визуелното, што се чини дека тие целосно го имаат заземено просторот на нашата колективна меморија и колективна перцепција, на она што не обкружува. И несомнено тоа е така, но дали според тебе движиме во правилна насока? Се помалку се има дури трпение и нешто малку да се прочита, а се почесто сликата и визуелното е тоа што е примамливо и што го задржува вниманието. Кој е твоето мислење за визуелното, за читањето? Така, ако хронолошки погледнеме наназад низ историјата, уште прав човекот имал тенденција да создава некакви слики со кои што ќе пренесе некакво знаење или информација кон следните генерации или барем ќе си го олесни животот и комуникацијата со останатите членови на тие микрозаедници. Во таква форма функционираше и функционира, се разбира, во одреден процент и денес сликовното и илустративното, но наидуваме на една проблематизација кога сликовното се претвара во јадица, која дури нема ни мамка, него сме приморани да ја загриземе и не води кон некакво пролизгување на информацијата низ нашата свест. Тоа да биде експресно, брзо, да трае многу кратко и да продава. Тоа е оној проблем кој што го забележувам јас во однос на визуелното. Мислам дека полека ја губи суштината, мислам дека полека го губи она множество на податоци кое сликарството или, ајде да кажеме, некоја повисока уметност се стремела да го компресира во самите дела. Инаку тука имаме уште еден огледален проблем заради тоа што двосмерна е, нели, патеката помеѓу визуелното и оној кој што го толкува. Мислам дека полека стануваме мрзеливи во однос на толкувањето и сакаме инстант информација или бар навикнуваме на инстант информација. Кај книжевноста мислам дека таа е и подостапна од било кога и да е, било во аналогна форма, било во нели дигитална форма. Мислам дека дури и се чита многу повеќе од било кога, со тоа што повторно на двосмерност ни се укажува како чинител или проблем, а тоа е што читаме, како читаме и како го толкуваме прочитаното. Од тука метафора се бави со правецот на две места во книгата и верувам дека тој не е линиска траекторија, туку или не е одсечка. Според мене целиот живот и целиот стремеж за себеспознавање би требало да е кружна патека од себе си кон себе си, или еден вител кој што завршува, тоест почнува со нашето срце чувствено и завршува при нашето срце. Така да би било интересно, мислам, да прочитаме што метафора има да каже за правецот или за нашите патешествија.
Мојот галоп е толку гласен што може да се нарече шум и толку брз што забавен го класификува мојот ум. Спорам со референтните вредности на брзината и пригодните срцебиења на звукот и тишината. Частичките боја сами образуваат теорија, колку е гласно клепкањето на електрон што ја губи научената траекторија. За правецот ме прашуваат често. Премолчувам. Водата и ветрот каде што се љубат, каде што товарот и израстоците судбина неповратно се губат. Велам, бранот е тоа место. И уште еднаш пред самиот крај, како соевиден диалог и меѓу овие две чинки минијатури, вели, ги минуваме скалилата со чекор ситен, заробени без правец во ешеров вител. Чекајќи за правецот, да ни спомене друг, заборавивме дека патот е круг. Тоа би било тоа. Многу силно кажано, навистина. А исто така, Марко, во збирката се поставува и контрастот помеѓу темнината и светлината. Тоа е исто така спомнат метафорички пренесено. Секако, како гледаш ти на овие концепти кои несомнено еден без друг и не можат? Да, сосема се согласувам. Мислам дека метафора и едната и другата и нивните корици во суштина се и потврда на тоа дека тоа се две битија кои што создава два организми кои што живеат во една утроба, еве така да кажам. Има токму така, има еден стих кој што вели сета моја темнина се претвори во мастило, со него пишувајте за темнината. Тоа е буквално мојот однос кон темнината и светлината. Верувам дека тие се комплементарни, се надополнуваат една со друга, заради тоа што е безграничната темнина, доколку и една мала светилка може да ја разори. Или што е заслепувачката светлина, доколку ние се возгордееме и не заслепи и постанеме нешто што суштински не сме. Така да, сенката како карактеристика на индивидуата, ако веќе се вратиме на оно прашање кое што длаби низ суштината на сепството, е многу значаен елемент кој што и психоанализата, кој што е значаен на психоанализата како одредница за една композиција на човековото. Од тука, нели, за да постои сенка, дури и фигуративно, потребна ни е одредена светлина. Таа е онаа која што ни го покажува патот. А од друга страна, сенката кога постои е доказ дека постои негде некоја светлина која што укажува на некој взаемен однос и таа некоја биполарна врска. Така. Минатата година со академикот Влада Урошевиќ имавте заедничка изложба во Ману, насловена Барокна подморница. Ние тука можеме да видиме инсерти исто така од самата изложба. Голема е привилегијата сигурно да се соработува со големиот Урошевиќ и што значи всушност за тебе да се учи од врвниот Урошевиќ, да се биде во негова близина од каде што може толку многу да се научи и да се инспирираме? Па веројатно нивото на моја вербална артикулација не е доволно за да искаже што јас почувствував во периодот додека создававме прво изложбата, а потоа и нисиот процес во кој тој буквално содействуваше во создавањето на метафора, има негов и поговорот, а генерално и многу негови насоки искористи во самата книга. Да се биде покрај академик Урошевиќ е непроценливо богатство во секој аспект. Тоа е можност за културен, духовен, креативен раст. Тоа е оној кој што ме научи дека љубопитноста е погонско гориво на креативноста, а креативноста е наша најголема компетитивна предност. Така да, во суштина тој начин на самата промоција на метафора е еден интересен момент за кој што јас и не бев свесен во суштина, иако го практикувам низ целото мое творештво, а тоа е можноста за преуредување на светот, онаков како што е, и прашањето што ако. Така да тоа прашање не водеше низ целиот процес за создавањето на барокна подморница, која што се случи сосема спонтано, тргнавме од идејата да направиме неколку колажи за него, потоа се изроди еден циклус од мене посветен на него, на неговиот животен пат, на неговата иницијација. Тука беше мал дел од метафора која што требаше да биде нели насока за тоа што следно ќе се случува. Така да горе-доле
возвишувачки. Да, навистина убаво и ете ти си многу ангажирани кога станува збор други активности. Да спомнеме дека заедно со книжевничката и поетеса Филипа Сара Попова сте основачи на неформалниот колектив за колаж, Скопје колаж колектив. Како дојдовте на идеја и каква цел има овој колектив? Идејата за Скопје колаж колектив или колаж колектив како таков не е претерано или исклучиво нова. Мислам дека сите поголеми градови имаат некои слични колективи. Целта е да се овозможи некаква платформа која што го држи колажот како форма за да го претвори во изразно средство и за оние кои што како мене ги чувале колажите или своите дела некаде настрана без да ги покажат на публиката. Функционираме така што на неделно ниво објавуваме предизвици на кои што секој може да учествува. Предизвиците се состојат од една фотографија која што треба да е основа на колажот, да се прекројува, да се доработува, да се вклучат одредени други парчиња, стварност или нестварност, парчиња хартија кои што имаат тенденција да оживеат повторно. Соработката се случи и сосема спонтано, љубовта кон колажот и на двајцата не спои и на брзина беа договорите да создадеме еден брод кој што, како што милуваме да кажеме, плови по облаци од сништа и има едра од хартија, така да слободно да колажираме. Марко, еве, зборуваме постојано нели за самата збирка, но долови ни некако мени на гледачите за самиот процес на создавање. Колку време траеше и како изгледаше твојот креативен набој и изразување? Како што споменав на почетокот, и во двата случаи, и кај белата и кај оваа метафора црната, процесот траеше стихино. Во суштина прво настана илустрациите. Овој пат бев изолирани од моментот да се збавам со одредени, ајде да кажеме, проблематики кои што се претерано видливи за нас, тековни проблеми кои што би ги обработувал, него едноставно како сликите да постојаа некаде и како што спомнав, буквално бев технички медиум кој што сето тоа го произнесе. Тие настана многу брзо. Значи, не знам ли дали една седмица беше опрасање, се разбира тоа се основните форми, потоа одев кон дотерување и доработка, што не е доволно автоматски, што би рекол Андре Бретон, но сепак одеше во полза на контекстуализација на книгата и потоа дојдов до моментот дека сакам да се опробам да вметнам рима, да вметнам некаков ритам на тие појави кои што ги анализирам или ги преточувам во слика и да им дадам глас. Тоа траеше малку подолго, но и тоа беше огромно задоволство да се опробам и да го погледам резултатот на крај. Секако, резултатот и веќе реакциите од читателите се одлични, критиката несомнено веќе си го кажа своето дека ова е четиво кое што апсолутно треба да се прочита и дека е ништо необично на нашата книжевна сцена. И тоа е исто така посебно да се спомне. Основач си исто така и на креативното студио Метафора. Многу си ангажиран, но на што ставаш фокус моментално? Подготвуваш ли некој ново дело? Првенствено мислам дека Метафора, тоа е огромно задоволство за мене, ќе патува целата поставка и промоцијата на книгата ќе патува за Струмица, најверојатно ќе биде тоа во периодот на месец мај. Тоа е нешто што најскоро би се случило. Имам, речиси, еден цел циклус кој што е малку различен од овој, некои поинтилистички графики кои што овој пат дури ќе го изземат оној дел од човекот, овде луѓето немаат глави и тоест имаат некакви други заменски предмети, таму ќе биде изземена сосема присуството на жив ентитет и ќе се занимаваат само со атмосфери. Така да тоа е нешто што е интересно и што е во подготовка и мислам дека наскоро ќе си види светлоста на денот, така да тоа отприлика се некои моменти кои што ми се фокус во однос на уметничкото творештво, а се разбира тековно работам на оплеменување на корици на книги и со задоволство сето тоа го правам. Ме држи блиску до книжевноста каде што уживам да орбитирам.
Секако. Јас се надам дека и понатака ќе се инспирираш и кога станува збор визуелното и кога станува збор пишувањето и чекам и понатака метафора да расте како циклус, зашто да не може би и некои други дела, без разлика дали станува збор за изложба и можеме да спомнеме за изложбата накратко се случи во галеријата Метаноја. Така. Тоа да не заборавиме, исто изложбата на вистина има преубави слики. Таа истата нели ќе патува за Струмица, колку што те разбрав, и да кажеме каде може читателите да си ја купат метафора. За сега благодарност до Метаноја првенствено за поддршката и за сега книгата може да се најде таму, наскоро во сите поголеми и поснабдени издавачки центри и книжарници. Со оглед на тоа што процесот е сам издат, поминав низ целиот процес, не стои издавач за сето ова, така да наскоро вложено е многу труд, очигледно самата корица е тврда, квалитетна, за дизајнот несомнено навистина во твој стил, како што ти си замислувал да изгледа, така и убаво е представено сето тоа. Марко, многу ти благодарам за гостувањето и ти посакувам понатака успеси. Секое добро, ти благодарам и тебе. Почитувани гледачи, Марко Трпески, графички дизајнер и визуелен уметник, денеска во неделниот микс ја промовиравме исто така и збирката Метафора, жито, какол и парчиња стакло. Ете предлог за овој викенд што можете да прочитате и вие, а ве поканувам да останете тука затоа што за кратко се враќаме во неделниот микс.